После подолго време судењето за случајот Диво населје повторно е отворено за јавноста. Досега подолго време се сослушуваа бројни заштитени сведоци, меѓу кои и полицајците. Денеска повторно беше отворено за јавноста, како што кажавме, новинарите беа внатре, слушаа што се случуваше од повикани 4 сведоци, само еден се појави во судницата. Тој на прашањата почна да одговара на прашањата на обвинителството и генерално кажа дека предходните денови пред критичниот 9 мај за него ништо не било сомнително, тој живеел на улицата Перо Илиевски во Диво населје. Нормално било све, ништо невообичаено, се до утрото кога го разбудиле рано сабајлето страшни покотници, веднаш излегол од домот да види што се случува. Но, како што кажа, многу се исплашиле и се симнале, се скриле во подрумот од неговата куќа. Таму седеле се додека не дошла полицијата, специјалците, кои што на мегафон повикале дали има некој од куќата. Тие излегле и, како што рече, после полицајците малку ги малтретирале. Додека збореше тој, реагираше обвинителката Вилма Русковска, кој што кажа во делот каде што седат адвокатите и обвинителите, рече дека цело време му дофрлуваат на сведокот и му сугерираат што да каже и побара од судиката тоа да го сопре. Исто така обвинителката реагираше и побара да му предочи на сведокот дека дел од работите што ги зборел за време на истрагата во обвинителството, сега ги кажува поинаку за време на главната расправа во судот и сакаше да му предочи, да каже на што се должи разликата. Овде реагира адвокатите, рекоа дека воопшто немаат записник дека овој сведок бил сослушуван во обвинителството и поради тоа судиката го прекина ова сведочење, го задолжи обвинителството да им ги достави овој документ на одбраната да направат увид, па дури потоа да се одлучи дали ќе продолжи сослушувањето на овој сведок. Предлагам во овој дел да погледнеме изјавата на адвокатот Асмир Алиспајќ за што конкретно реагира адвокатите. Денеска беше сослушан само еден сведок кој што веќе заврши со сослушувањето од причини што судот го прекина сослушувањето на тој сведок, бидејќи одбраната се спротивстави во делот на исказот кој што го има дадено во претходна постапка, а за кое што одбраната од страна на обвинителството и го нема доставено и го нема добиено тој записник. Да, по завршувањето на овој сведок продолжија да се читаат писмените докази. Двајцата обвинители почнаа да ги читаат, станува збор за вештачења, записници од увид, фотодокументација и се останато што имаат како вербални докази, а тоа го има на неколку илјади страници, обемна документација која што ќе се чита не само во текот на денот, најверојатно и на најмалку едно од следните рочишта, бидејќи како што кажав станува збор за обемен предмет со многу материјални докази. Во прва фаза се читаат некласифицираните докази, а потоа ќе се премини на класифицирани. Тука има и посебни истражни мерки, значи станува збор за обемен предмет со многу докази.